Свиен како орловско гнездо во пазувите на Златоврв, манастирот Трескавец, кој со столетија плени со својата духовна полнота и раскошна убавина, а сега и со новоизградените конаци, во очи на престојниот празник, Успение на Пресвета Богородица, се уште е без ветениот водовод, кој пак е основниот услов за ова балканско светилиште конечно да биде отворено за илјадниците верници и туристи кои редовно го посетуваат. Старешината на манастирот, отец Калист, вели дека во моментов изградбата на водоводот било најгорливото и најболното прашање. Работиме на решавање на тие сериозни проблеми кои што ги имаме, особено со водоводот кој што се уште не успеавме да го надминеме, но се надеваме во добро здравје дека следната година веќе ќе биде тоа завршено. Инаку ова е втора година како се пролонгира изградбата на насушно потребниот манастирски водовод. Надлежните институции меѓусебно си ја префрлаат топката. Министерството за култура се огради уште лани, упатувајќи на општината. Министерството за транспорт пак упати на тогашната влада, а додека општината пак која е и носител на проектот, стар 8 години, а вреден 6 милиони денари, се прогласи за ненадлежна и топката ја префрли во научната установа Завод и музеј. Оттаму пак се правдаат со пропусти во наследениот проект. Околу проектот за водоводот преземаме активности во насока на корекција на постоечкиот проект, во кој не е извршено испитување на издашноста на изворот, кој е предмет во овој проект од релевантна институција и неговиот капацитет, колку вода може да се користи и дали ги задоволува потребите за манастирскиот комплекс. Стои во соопштението од Националната установа Завод и музеј Прилеп. Манастирот Трескавец се наоѓа на 1280 метри надморска височина. До пред 7 години овде немаше ниту пат. Меѓутоа денеска сликата е поинаква. Имаме нови конаци, имаме и пат во должина од 7,5 километри. Токму заради тоа голем е и бројот на посетители кои што овде доаѓаат и за празници, но и секојдневно. Но и покрај тоа што манастирскиот комплекс официјално не е отворен за посетители, сепак и денеска во него сретнавме групи на намерници кои дошле од повеќе градови, бидејќи многу слушале за манастирската убавина. Прв пат доаѓаме и воодушевени сме, баш е прекрасно местото и мислам дека никаде во Македонија каде сме биле до сега немаме вака нешто посебно видено. И мислам дека нема поубаво ништо од нашата Македонија. Местото е феноменално, што е најбитно. Манастиров е прекрасен, а и околинава кај што се наоѓате уште поубава. Како ти се допаѓате ве овде, Срце? Мене ми е многу убаво тука и сум воодушевена. Вие и во Охрид имате многу цркви, меѓутоа оваа дали вака изгледа можеби малку поинаку? Да, изгледа многу поинаку ова отколку во другите цркви во Охрид. Манастирот Трескавец датира од 13 век и е дел од националното културно наследство. Во 2013 година беше зафатен од силен пожар кој до темел ги пеплоса конаците. Огнената стихија ја одмина само манастирската црква, а која претходно, на очиглед на сите, со децении се распаѓаше. После пожарот, напоредно со возобновувањето на конаците, се пристапи и кон нејзината конзервација, која е во тек и чие завршување е неизвестно.